Ниве минути за уште една нова и актуелна тема за која што многу се говори, пазарот на трудот и можностите кои ги нуди. Не се најсилните, ниту најинтелигентните оние кои што ќе преживеат, туку оние кои што ќе се адаптираат на промените, ќе каже Чарлс Дарвин. Вештачката интелигенција значително го промени пазарот на трудот, но многу повеќе последниве години покрај знаењето кое што е неопходно за да може да се вклучите на пазарот на трудот, се зборува и за поседувањето на меки вештини на работниците. Ако досега зборувавме само за знаење, дали сега се враќаме чекор наназад, учејќи повторно за комуникација, колегијалност и тимска работа? Е тема на која што наредниве минути во Македонија наутро анализираме со Катерина Златановска-Пупова, кариерен советник. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Ајде ќе започнеме со тоа што бара пазарот во моментов, односно кои се најбараните професии, па да го поврземе со она што пред малку го кажа во однос на меките вештини. Да, одлична најава. Навистина живееме во едно време кога нештата се случуваат многу брзо и кога пазарот на трудот се менува многу интензивно, а тоа вклучува и изумирање на некои професии кои веќе ни се нам познати и појавување на нови професии кои се уште не постојат на пазарот на трудот. Можеме само да ги насетиме дека се тука некаде, тропкаат на врата, но се уште не се ниту дефинирани, ниту се појавени. Во моментот, да одговорам на вашето прашање, фокусот се разбира во рамки на актуелните професии е ставен на се што е поврзано со дигитализацијата и со вештачката интелигенција, па така имаме професии од типот на специјалист за големи бази на податоци, специјалист за вештачка интелигенција и за машинско учење, специјалисти за складирање на податоци, инженери за обновливи енергии, девелопери на софтвери и апликации, специјалисти за интернет на нештата. Значи, многу професии кои јас се потрудив да најдам соодветни изрази на македонски, бидејќи веројатно е и многу тешко да се објаснат само со така еден израз. Од сите овие професии кои што ги набројавте, единствено оние со обновливите извори ми се познати и тоа го зборувавме некаде конкретно 2024 дека зборуваме за обновливите извори и за сето она што ние треба да го направиме во однос на промените, но кои ќе ни ги сервисира овие апарати. И сега кажете ми, споминавте многу професии. Ги имаме ли во Македонија овие? Како да дојдеме до овие професии сега? Да, ова е интересно прашање. Токму тука и се појавува потребата да го активираме образовниот систем, да го разбудиме и да го подготвиме нашето образование за овие професии кои доаѓаат или се наближуваат. Ова е поврзано со така наречената индустрија 5.0 која што во моментот ја живееме. Тоа е дел и од агендата на Европската унија. Тие веќе го имаат и дефинирано поимот што значи индустрија 5.0, еве да појаснам и за нашите гледачи. Тоа е овој период кој сега во моментот ни се случува, каде што ние како човештво треба да научиме како ќе функционираме и ќе живееме рака под рака со машините и со вештачката интелигенција. И сега тука се клучните предизвици, како ние, како човештво, се вклопуваме во тој напредок и дополнително како тој напредок ќе влие пак на образовните системи и на тоа што прави да се подготвиме, да ги подготвиме учениците или децата за пазарот на трудот. И пред 20 на години, кога некој аплицираше за работно место и го добиеше истото, кога го внесуваа во средината, му велеа, добро е тоа што го имаш како знаење, ќе го надоградуваме, прво што треба да научиш е како да функционираш во тим. Еве, една од работите кои што меѓу другото јас прва ги научив кога дојдов да работам пред 20-25 години овде во македонската телевизија. Да научиш да функционираш во тим. Низ годиниве тоа стана помалку важно и светот почна да се фокусира на знаењето. Знаење, продуктивност, многу помалку е важна колегијалноста и тимската игра. Но сега повторно ова што го учевме пред 20 на минути доаѓа на
цена. Се враќаме сега чекор назад. Како да се учиме сега на колегијалност и на тимска игра? Да, тоа е уште еден од предизвиците на кои што треба да се фокусираме. Сосема е во ред да го ставиме фокусот на развој на технологиите, но професиите кои подразбираат развој на технологија мораат да се посветат и на развој на човечките вештини или меките вештини. И ова што го споменавте е дел од тие меки вештини кои всушност треба да најдеме начин како да ги вклучиме во развојот на децата уште од најмала возраст. Колку повеќе овие професии кои ги споменавме се фокусирани на тоа да ги опремиме со знаења како да ракуваат или како да ги програмираат машините, толку повеќе ќе ни е потребно истовремено да ги подготвиме да ги научат основните комуникацијски вештини, што значи емпатија, што значи соработка, што значи решавање на проблеми, бидејќи се што е подразбира машинско учење или аналитика на податоци, од друга страна пак ќе бара да постои критичко размислување. Критичко размислување е една од основните меки вештини кои ние како човештво мора да ги негуваме и да ги развиваме што повеќе од што порана возраст. Зошто го говорам ова? Бидејќи ако предмалку ви ги споменав професиите кои во моментот се актуелни, јас во моментот работам на еден проект на Еразмус програмата заедно со полските партнери, каде што всушност истражуваме кои ќе бидат професиите на иднината. Добра. И дел од професиите кои ние ќе ги разработуваме и сакаме да ги воведеме како слика или како подготовка за образовните системи се однесуваат, например, на специјалисти за етичка употреба на вештачката интелигенција. Експерт за верификација на факти. Експертот за верификација на факти ќе биде веројатно комбинација на неколку различни професии кои во моментот постојат и за кои ги познаваме, но ќе се однесува да може да ги има тие меки вештини од типот на критичко размислување, аналитичко размислување. И тоа е на високото ниво на вештини кои нас ни се потребни да ги развиваме од најрана возраст. Од најрана возраст. Тоа значи дека и домот, и родителите, но и образовниот процес има многу големо влијание во развојот на меките вештини. Сметате дека доволно внимание се посветува во училиштата во моментот на овој сегмент? Би рекла несвесно и насочено. Ако веќе постои, секако знам дека има едукатори кои работат и посветено ги несуваат меките вештини во образовниот процес, но мислам дека постои огромен простор тоа да се подобри и на децата да им се овозможи да насочено и низ работа преку конкретни проекти и задачи да ги градат и да ги развиваат овие вештини. И една тема, исто така сакам да отвориме, која што генерално ќе се провлекува низ целиот овој појас од 8 до 9 часот. Зборуваме за нас работниците, за оние кои што сме вклучени на пазарот на трудот, но за да може да го дадеме сите својот максимум, мора да работиме во средина која што не прави среќни. Каков е вашиот впечаток во однос на работодавачите? Вложуваат ли тие во своите вработени и сакаат ли да ги видат среќни на работните места? Многу интересно прашање и би рекла дека низ годините сето тоа се менува. Досега имаше некои конзервативни ставови, каде што фокусот беше ставен на ефикасноста, производството, бизнисот, нели, резултатите. За жал, со оглед на тоа дека и населението старе, работниците ги менуваат работните места многу полесно, бидејќи побарувачката на пазарот на трудот е зголемена, автоматски притисокот дојде на страната нели на работодавачите дека ќе мора да прават промени во размислувањето, во ставовите и во начинот на кој што се однесуваат кон своите вработени. Сега многу е интересно дека не секогаш
само зголемувањето на платата е тоа што работниците ги прави среќни. Не само тоа што на работниците ќе им се обезбедат основните услови за работа или како порано во одредено време кога беше представувана како бенефит дека добивате 20 работни дена годишен одмор, што законски ви следува всушност. Сега тоа се менува. Сега веќе трендовите бараат работодавачите на вистина да се погрижат за личните потреби, индивидуалните потреби на своите работници. И мислам дека тој тренд се повеќе и повеќе се менува и кај нас. Драго ми е ако е така. Разговорот го започна со она позната реченица на Дарвин: не се најсилните, ниту најинтелигентните оние кои ќе преживеат, туку оние кои што ќе се прилагодат на промените. Знаат ли да се прилагодат на промените младите? Каква иднина можеме да очекуваме? Голем предизвик имаат младите пред себе, особено што живеат во многу турбулентно време, во време каде што се подпираат многу на технологијата, малку ги подготвуваме за емоционалната зрелост, многу малку им даваме поддршка во однос на развој на емоционалната интелигенција, тоа е исто така дел од меките вештини кои ги споменавме. Индустријата 5.0 пак го става човекот во центарот, потребите и тоа што би значило баланс на добросостојбата на човекот во рамки на развојот на индустријата, одржливоста и дополнително жилавоста или отпорноста, како што кажавте. Но она што е најголемиот предизвик е што новите генерации ќе треба да ги комбинираат сите можни знаења и вештини за да можат да опстанат. Ајде да видиме дали на тоа ги учи образовниот процес со следниот разговор. Благодарам Катерина многу за гостувањето во Македонија наутро. Секако.